Големата неизвестност за пробиштипските рудари продолжува. И денес нема конечна одлука за Индоминерали и Метали. Извештајното рочиште е одложено за наредната недела, зашто се чека исход на други постапки кои по жалба се во апелација. Ова за околу 1000 рудари од Добрево и Тораница значи продолжување на неизвестноста и одолговлекување на одлуката за судбината на Индоминерали. Во меѓувреме, представници на двата синдиката беа на средби со техничкиот премиер Емил Димитриев, на која тој им ја соопшти одлуката на владата околу трошоците за работниците кои го одржуваат рудникот. Владата на последната седница донесе одлука за финансирање на одржувањето со 60.000 евра во денарска противвредност, сметано од декември 2015 година до јули 2016 година. Тоа е еден период кој што во суштина треба се поклопи со периодот на изнаоѓање на нов инвеститор и рестарт на истите. Од друга страна, со оглед на капацитетот и моменталната цена на рудата, рудниците Добрево и Тораница се на граница на рентабилност. Познавачи на овој бизнис тврдат дека со оглед на сите околности во Добрево и Тораница, рестарт на рудникот е можно да обезбеди само силна компанија која зад себе ќе има капитал не помало од 500 милиони евра, зашто освен обврските од околу 20 милиони евра, најмалку уште толку се потребни за инвестиција за рудникот да проработи и да обезбеди функционирање додека цената на рудата на берзата не биде покачена. Дали состојбата во Добрево и Тораница ќе се реши со реорганизација и нови концесионери или ќе се оди на продажба на имотот, најверојатно ќе се знае на 26 февруари, за кога е закажано новото рочиште.